Екипата на Вардар вечерва во 21 часот игра против Ла Фиорита реванш надпревар во првото квалификацијско коло во Лигата на конференции на УЕФА. Таму е колегата Бранко Чупески, па информациите ги дознаваме од прва рака. Бранко, добро утро. Добро утро Македонија, добро утро колеги, добро утро до гледачите на македонската телевизија, на утринската програма Македонија на утро на националниот телевизиски сервис. Екипата на МТВ се наоѓа заедно со фудбалскиот клуб Вардар во Сан Марино пред надпреварот реваншот што вечер ќе се одигра од 21 часот на стадионот во Сан Марино, реваншот од првото квалификацијско коло во Лигата на конференции на УЕФА. Нашиот најтрофеен фудбалски клуб, реинкарнираниот Вардар, црвено-црните дојдоа тука резултатски формално да го одиграат и вториот надпревар од двомечот, да го одиграат реваншот по победата од 3:0 во Скопје против представникот на Сан Марино. Меѓутоа и играчите, а и представниците, членовите на стручниот штаб предупредуваат сите заедно едногласно дека веќе нема слаби екипи без разлика на резултатите. Веќе имаше неколку случаи кога екипи со големо водство испаѓаа во квалификацијските рунди, па затоа не се остава ништо на случајноста, ќе се оди максимално, ќе се игра со сите сили, покрај тоа што екипата на Вардар е видно ослабена со играњето на на 4 имиња кои што беа планирани на почетокот на сезоната. Последниот е Талески, кој што се напаѓачот кој што се пожали на повреда која што ја влече, се уште ровити, нема да настапи на овој надпревар, барем според она што е информација пред почетокот на средбата. Ќе видиме прво што изјавија представниците на фудбалскиот клуб Вардар, кои што се тука и кои што се подготвени за надпреварување. Уште по завршувањето првите 90 минути во Скопје им кажав на играчите дека нема опуштање. Гледаме што се случува, какви екипи испаѓат. Спремни сме, нон-стоп ова недела која имаме и за нас, трениравме, да покажеме и овде зошто сме дојдени, да си го направиме своето, да освориме резултатот кој го имаме 3:0, не треба да не залажува. Треба да влеземе да играме наша игра и мислам дека тоа и играчите и јас како стручен штаб заедно со моите колеги спремни сте да го докажеме утре. Иако сме ослабени доста, без 3-4 важни играчи, Најдовски, Фустин, тука ни е Тале кој вчера се пожали на повредата Секоски. Атмосферата во екипата е на едно високо ниво. После првиот надпревар со Ла Фиорита, подобро сме запознаени со нивниот квалитет. Денес направивме и анализа на утакмицата и на тоа што следува утре. Јас во моје име, во име на моите соиграчи, сакам да кажам дека сите се спремни да ја дадат максимумот. Тоа значи дека максимално посветени влегуваме на надпреварот, исто како да е прв надпревар или како да е резултатот 0:0. Свесни сме дека имаме добра предност од 3 гола од надпреварот во Скопје, но знаеме и таму дека првото полувреме имавме некои потешкоти и тоа значи дека не треба да го потцениме противникот во ниту еден момент и се надевам дека со задачите што ќе ни ги представи на нас стручниот штаб, дека ќе одиграме еден исто квалитетен надпревар и ќе го завериме пласманот во второто коло. Видовте и слушнавте како вардарци го најавуваат она што треба да се случува во реваншот од 21 часот на надпреварот против Ла Фиорита на гости по триумфот од убедливи 3 гола, иако првото полувреме не одеше онака како што треба на Тодор Проевски, на нашата најголема, нашата грандиозна фудбалска арена во нашата престолнина, во Скопје, во Македонија. Сепак тука ќе се обидат играчите на Вардар заедно со стручниот штаб и сите оние кои што се дел од клубот да создадат атмосфера која што ќе им овозможи на вардарци да ги одиграат сите 90 минути на високо ниво, со високо темпо, интензивно, да го оправдаат она што го имаат како етикета за овој двомеч, а тоа е фаворит, да ја оправдаат фаворизираната улога што ја носат со себе. Долг беше патот, на моменти се прашувавме како ќе се одвива сето она што ќе се одвива во тие 90 минути и последни финални од овој двомеч. Меѓутоа, еве, ќе оставиме, ќе почекаме да видиме како црвено-црните ќе го одработат договореното и со кој резултат ќе заврши надпреварот. Очекуваме нова победа, посакуваме нова победа. Сите љубители на фудбалот во Македонија веруваме дека како и ние што сме овде се желни и орни, сакаат да го видат Вардар повторно во височините, сакаат да ги видат црвено-црните таму каде што им е местото. Вардар најави оваа сезона дека ќе атакува и на двојната круна, предвидени се големи бонуси за успесите на
фудбалскиот клуб Вардар, ако се остварат во сезоната што следува. Ова се првите чекори реинкарнираниот ФК Вардар, црвено-црните по 7 години пауза се враќаат на европско тло, на мапата, на европската сцена, на мапата на фудбалска Европа, на европската сцена. Лигата на конференции е сосема адекватен момент да се провери докаде организацијски, играчки, квалитативно и од секој аспект фудбалскиот клуб Вардар во ова ново руво, па ќе му посакаме многу среќа, многу успеха. Македонската телевизија, односно екипата на МТВ што е тука на терен во Сан Марино, ќе се обиде и утре во рамките на утринската програма да ви го пренесе она што ќе се случува тука на надпреварот. Се надеваме дека ќе имаме можност да ви ги прикажеме и головите доколку ги има, па да се радуваме сите заедно и уште еднаш да го потврдиме успехот на фудбалскиот клуб Вардар во реваншот со Ла Фиорита. За македонската телевизија, за утринската програма Македонија наутро, од Сан Марино се јави Бранко Чупески. Благодарам. Победа очекуваме. Дали ќе ја има истата, ќе да знаеме, ќе следиме и секако ќе анализираме и утре во Македонија наутро.